Легендата за Мулан. Императорот на Кина ги свика сите мажи од империјата, без исклучок, да се борат против хуните. О, не, си помисли Мулан. Татко ми е стар и болен, но ќе мора да замине. Без да се колеба, таа реши да се преоблече како маж и да замине на неговото место. Татко и загрижен се обиде да ја предомисли, но на крајот и даде меч, конј и седло, па взори ја испрати целиот во солзи. Мулан храбро ја издржа напорната обука, како и војната која траеше 20 години, и никој не се посомнева дека е девојка. Таа извојува многу победи и само благодарение на незината интелигенција успеа да го поразат непријателот. Мулан искористи лавина за да ја затрупа непријателската војска под снег. На крајот, императорот и понуди почесно место во дворот, но Мулан го одби. Треба да се грижам за мојот стар татко. Конј како награда е се што ми треба. И така, таа си замина со наградата од императорот. Кога стигна дома, таа го остави оружјето, си ја распушти косата и си ја украси со мали цветчиња. Потоа отиде да се збогува со своите соборци, кои вџашени почнаа да ја аплаудираат. Мулан им се поклони во знак на благодарност и им рече: кога два зајаци трчаат во тревата, кој може да препознае кој од нив е мажот, а кој е женката?